Во текот на денешниот ден на територијата на државата до сега имаше 32 пожари на отворено и шумски пожари. Од нив 15 целосно се изгаснати, 6 се ставени под контрола, а 11 се активни во овој момент. Еден од пожарите, кој што изби денес околу 10 часот предпладне, е пожарот зад мене, пожарот во аторот на село Врбен, општина Маврово Ростуше, во суштина се наоѓа на територијата на Националниот парк Маврово. Се работи за поголем шумски пожар, гори смрека, сува трева и ела, се развива висока температура и во овој момент линијата на огнот е околу 500 метри над првите куќи од селото Врбен. Помеѓу пожарот и селото има асфалтиран пат. Верувам дека вработените во Националниот парк Маврово со подршка на локалното население на асфалтираниот пат ќе успеат да го сопрат овој тежок шумски пожар. Врз овој пожар во текот на денот дејствувавме со 5 ер трактори со кои што успеавме да го изгаснеме едниот крак. Воедно дејствуваше и еден голем полициски хеликоптер Ми-171 со големо ведро од 2,5 тона, кој што исто така значително ја намали линијата на пожарот. Во текот на ноќта дежурни ќе останат екипа на Националниот парк Маврово заедно со локално население, кои што ќе внимават доколку огнот се приближи до селото, истиот да го стопират. Покрај овој пожар на територијата на државата моментално имаме и други тешки пожари, како што е пожарот на територијата на општина Македонски Брод, кој што гори кај селото Белица, гори борова шума, тоа е оној пожар кој што без не е веќе повеќе од 20 на дена. Имаме пожар на територијата на општина Пекчево, пожарот кој што активен веќе четврти ден кај селото Негрево, каде што гори мешана шума, меѓу кој што и борова шума, иако би рекол дека овој пожар е под делумна контрола. Исто имаме пожар на територијата на општина Новаци, кај селата Полок, Тапевци, Гнилеш и Паралово, гори ниска вегетација и трева, но зафаќа голема површина. Пожар имаме и на планината Галичица, и тоа од двете страни, и од Охридската и од Ресенската страна. Овде се обидуваме да го изгаснеме од земја, при тоа тим алпинисти, односно доброволци од Планинската спасителна служба од Охрид, заедно со вработени во Националниот парк Галичица, со хеликоптер ги сфрламе на врвот на планината и тие отаму се спуштат кон огнените јазици и се обидуваат истите да ги изгаснат. Иако од Охридска страна веќе се развија два крака, од кои што еден оден кон една планинарска куќа. Пожар имаме и на територијата на општина Кичево, кај селото Патеец, каде што попладнево имавме вистинска драма, бидејќи за малку селото ќе беше зафатено од пламените јазици. Една куќа беше благо опожарена, но не претрпи поголема штета. Благодарение на храбрите кичевски пожарникари и локалното население, пожарот беше сопрен буквално пред самото село. Во овој момент, според информациите кои што ги имам, сметам дека селото е обезбедено, направени се соодветни противпожарни пресеки онаму каде што може и верувам дека огнот кој што продолжува со силно горење нема да го загрози селото Петеец. Но исто така овој пожар се движи во насока на селото Козачино. Гори борова и букова шума. Наредниот пожар е пожар исто така на територијата на општина Кичево, кај село Зајас, кон село Горно Строгомиште, каде што гори мешана шума. Исто така тежок шумски пожар. Пожар имаме и на територијата на општина Пласница, и тоа кај селото Пласници, село Латово, во насока на Македонски Брод, гори нискостеблеста вегетација. Наредниот пожар е на територијата на општина Кочани и Македонска Каменица, гори некаде во атарот на селото Пресека кон село Цера. Исто така многу тежок шумски пожар кој што ќе ни создаде сериозни проблеми, бидејќи гори борова шума и папрат, затоа што се работи на повисока надморска височина, многу лоша комбинација, тешка за совладување. Пожар имаме и на територијата на општина Долнини, и тоа кај селото Костинци, село Долгаец, каде што исто така гори шума и сува трева. Пожар имаме уште еден трет пожар на територијата на општина Кичево, наспроти така наречениот Нора Ранч, каде што гореше стрниште и ливада, за кој што верувам дека е изгаснат или набргу ќе биде изгаснат. 6 пожари се ставени под контрола, 15 се целосно изгаснати. Податоците за овие пожари ќе ги ставиме во Вибер групата на ЦУК.